Добро вечер. Вонредна политичка анализа, вторник, 20 часот и 30 минути. Зошто Али Ахмети, зветска со оружје, се заканува со дестабилизација ако не бидат услишени барањата на Али Ахмети и барањата на Дуи. Бидејќи не знае што друго да прави, што друго Али Ахмети може да понуди на политичката сцена. Пред неколку години излезе со теоријата за зелена агенда како модел за трансформација на Дуи во зелена партија и тој модел уште пред да почне да биде спроведуван беше капитулиран. И во услови кога самиот сваќа дека не може да ја трансформира Дуи, тогаш проблемот на Дуи сака да го испорача да биде составен дел на власт, дали со СДСМ, дали со ВМРО ДПМН. Значи, кога вие не можете сами да се средите, сами да се реформирате, тогаш веќе не е ваш проблем, или тоа што го учиме на економски факултет. Ако должите $100 или $1000, тогаш е ваш проблем. Ако должите $1 милион, тогаш е проблем на банката која ви го дала тој кредит. Нешто слично имаме со Дуи и со Али Ахмети. Кога тие не можат самите да се средат, самите да се решат, самите да се трасират како политичка партија во наредните 20, 30, 40 години, тогаш треба да биде составен дел на власта на Република Македонија. Таков тип на командантска партија. Тие сметат дека државата е нивни плен. Се бореле 2001 година, во наводници победиле и бидејќи се бореле и победиле државата, тендерите, капиталот, се што доаѓа со државата, буџет 3, 4, 5 милиарди долари или евра, тоа е нивно и имат право да го делат. И секогаш кога некој нема да им дозволи во наводници или ќе ги ограничи, тогаш им ги ограничува и правата кои ги избориле 2001 година. Знаете, времето и моментумот, односно условите во кои функционираме денес 2025 година, се многу поразлично од 2002 година, се многу поразлично од 2006 година. Во меѓувреме, веројатно Али Ахмети има заборавено, Македонија стана членка на НАТО. Треба да почни преговори за членство во Европската унија. Немате од земјите членки на НАТО, немате ни од земјите членки на Европска унија, таков командантски тип на партии. Може да имате ситни партии, но не партии кои се дел на некоја владина коалиција. Всушност Али Ахмети денес сака да го повтори моделот кој пропадна во СФР Југославија со смртта на Тито пред 45 години или пред 10-15 години пропадна со Фидел Кастро во Куба. Може би Израел, каде што овие премиери и лидери на политички партии претходно биле дел на структурите на МОСАД, дел на структурите на Министерството за одбрана или на војните командантски структури на израелската армија, може би во Израел функционират. Меѓутоа, надвор од Европа, надвор од овој круг на Европската унија на НАТО алијансата, може би во Африка, во овие Јужно Азија, некаква Југоисточна Азија, одредени државички, може би тамо во Средна Азија, меѓутоа држава која е членка на НАТО, таков тип на структура како Дуи, како Али Ахмети, 2025 година, политичките процеси да ги става во знак на еднакост, со звецкање со оружје, со закана, не им биле правата и така натаму и така натаму. И гледате што се случува во Косово или што се случува во Албанија, тоа ќе анализираме наредниот четврток, односно за 2 дена со вонредна политичка анализа, кога самото албанско општество и во Албанија и во Косово сака да излезе од една милитантна фаза или милитаристичка фаза. Албанија тоа беше некаде пред 15-20 години, во Косово беше пред заминување на Хашим Тачи, Рамош Харидинај во Хашкиот трибунал или на топол оброк 3 пати на ден. Во Република Македонија тој процес не е завршен. И сега ние во Македонија после 34 години во албанскиот и во македонскиот кампус имаме Дуи како политичко крило на УЧК и ВМРО ДПМН или внатрешно македонско револуционерна организација. И ако имате две такви структури, што може да прават тие такви структури? Може само да предизвикат конфликтно за општеството. И кога таа конфликтно за општеството би ја ставиле во една заедничка влада, која би била во наводници конфликтна влада и владата да е генератор на конфликтите во општеството, па ние ќе повториме тоа што беше пред 6 или пред 7 години. Всушност, главниот проблем и на внатрешно македонската револуционерна организација и на Дуи како политичко крило на УЧК, дека се прегазени од времето. ВМРО ќе заврши во наводници на боништето на историјата, после завршување на преговорите со Бугарија, бидејќи токму прашањето на историското ВМРО ќе биде главниот камен на сопнување. Не Самоил, не браќата Миладиновци, туку токму ВМРО. Како се формирани,
кој ги формира, кои им се целите, кои им се задачите. Ако една политичка структура пред 120 години е формирана од бугарско воено разузнавање, а пред 35 години во незино учествување или во незино формирање учествувало војното разузнавање на поранешната Југословенска народна армија и имате воено крило на УЧК, а ние сите знаеме што се случуваше 2001 година и од каде ни е прелеана војната на територијата на Република Македонија. И сега, значи, е само знак на прашање што ќе покажат отварањето на досијата на поранешната Југославија или на поранешна СФР Југославија, што беше нели на фонот на овие гласања, на овие резолуции во Европскиот парламент пред неколку месеци, иако одредени медиумски трабанти тука не плаша дека Македонија ќе биде и македонската јавност и македонската политичка сцена ќе биде најмногу засегнато од отварањето на архивите во Белград. Не. Најмногу засегнато од отварањето на архивите во Белград ќе бидат албанските политички структури во Косово и во Република Македонија. Ако имате две такви структури, ВМРО или внатрешно македонска револуционерна организација и ДУИ како политичко крило на УЧК, тогаш општеството е предовредено да влегува од конфликт во конфликт. И самите американци до пред 10-15 години инвестираа во тие процеси. Она нивна стратегија, стабилност пред демократија, нареди одредени режими од Будимпешта доле до Анкара и всушност инвестирајќи во стабилност на тие држави, тие ја погазија или дозволија демократијата да биде исклоцана и во Република Македонија, и во Србија, и во Унгарија, делумно во влада на Бојко Борисов и Бугарија и во Република Турција. Кога самите се свестија дека тоа е процес кој го води целиот регион во одредена нестабилност, беше премногу касно за да се крене рачна. Што сакам да кажам? Дека е пореметена рамнотежата во општеството, рамнотежата во државите. Комунистичките партии, кои во овој дел на Европа владеа 45 или 50 години, после перестројката на Горбачов, после падот на железната завеса, после падот на комунизмот, тие комунистички партии кои беа власт 40 или 50 години, кои всушност ги формираат тајните служби, дали тоа е Сигурими, Секуритате, УДБА, КОС, руската КГБ и така натаму, тие не заминаа во историјата, државите заминаа во историјата, или така формираните држави. Комунистичките партии заминаа во историјата, меѓутоа тајните служби остана и продолжија да функционират. И во овие држави, од железната завеса плюс СФР Југославија, комунистичките партии транзитираа кон салонска левица, од Јосип Броз Тито кон Мирослав Крлежа. Станувајќи салонска левица, тие веќе нема целосна контрола на процесите во тие држави, бидејќи сите бегалски кризи, НАТО бомбардирање, НАТО алијанси, све што се случува во светот и врз база на тоа што се случува во светот би се појавува еден Доналд Трамп во Соединетите американски држави, овие комунистички партии не може да го контролират, тие стана салонска левица и почнаа да растат или да се јакнат сите овие популистички структури. Дали е тоа ВМРО ДПМН, дали е партијата на Александар Вучич, дали е партијата на Виктор Орбан, дали е партијата на Реджеп Тајип Ердоган, сите тие настани бегалски кризи, мигранти и така натаму, всушност закани со кои се плаши населението или се плашат граѓаните или се плашат гласачите, без разлика дали Унгарија, Србија, Македонија или Турција, им се погонско гориво, им се керозин кои ги јакни овие две политички или ги јакни овие политички структури. Значи имате во еден исти временски период од 30 години, тоа плюс се засилува со појавата на социјалните мрежи, каде што во еден временски период еден хаос, една хаотичност на многу информации, теории на заговори така натаму, го преплавија медиумскиот простор. Во исто време паѓаат мејнстрим медиумите, немаат влијание мејнстрим медиумите, гледате сега од 5 национални телевизии, без малку, освен Сител телевизија, сите други национални телевизии се на шкрги, едва и преживуваат, едва и дишат, им е неопходна или финансиска, или политичка, или било каква друга гума за спасување, јакнат мејнстрим медиумите, преку тие, односно јакнат овие социјални мрежи, преку тие социјални мрежи, сите овие теории на заговор, задкулисни игри, одредено плашење на населението, ќе ги изгубите работните места, ќе дојдат мигранти, ќе ви ги земат становите, така натаму, и се создава еден дисбаланс во општеството. Левите политички структури кои стануваат салонска левица паѓаат надоле, овие популистички структури јакнат нагоре и ние во тој триаголник на три клучни партии во изминатите 34 години ДУИ, СДСМ и ВМРО ДПМН имаме развиено еден таков мутантен Франкенштајн политички модел кој неминовно ја носи Република Македонија
од конфликт во конфликт. За разлика од останатите источни европски држави, кои има болен процес на транзиција, Република Македонија имаше +2, да не речам +3 процеси кои мораше да ги изоди во пакет со болниот процес на транзиција. Првиот процес е меѓуетнички односи, да не речам меѓуетнички конфликти, да не речам граѓанска војна, меѓуетничка војна која се случува во Република Македонија, тој е под број 1. Под број 2, преговори за името со Република Грција и под број 3, преговори со Бугарија за идентитетот на македонската нација. Вие кои имате такви 3 процеси плюс болен процес на транзиција, тоа неминовно го радикализира општеството. Во така радикализирано општество, знаете, кога ги се појави Али Ахмети или Дуи, тоа е секогаш погонско гориво за растење на рейтингот на ВМРО-ДПМН. Бидејќи се уште не почна официјално дел на емисијата во Центар 2025-2026 година, сега малку повеќе време, можам да ги гледам овие национални телевизии, да следам што се кажува или што кои гостуваат на овие национални или други подкасти во Република Македонија. И всушност сваќам дека тезите кои се кажат во овие вонредни политички анализи, после неколку недели, да не речам неколку месеци, стануваат мејнстрим тези во Македонија, во македонското општество, на македонската медиумска или политичка сцена. Дали е кафетин коалиција, дали тези за Кичево, дали тези за Команови, така натаму и така натаму. И тоа е суштината на овие вонредни политички анализи. Колегите да можат да ги користат тезите и при тоа да не се срамат некој да им речи тоа го слушнавме кај Васко Ефтов. Така што суштината на овие вонредни политички анализи, освен да се обраќам на еден поограничен круг на гледачи кои можат многу подобро, полесно, појасно да ги разберат сите пореки кои ги праќам, е да може да се влие на еден индиректен начин на медиумските и политички процеси во Република Македонија. Ајде да ја допрецизираме претходната теза. Во оној момент кога комунистичките партии транзитират од Јосип Броз Тито кон Мирослав Крлежа, од комунистички партии кои има целата власт, контрола на тајните служби, контрола на процесот, контрола на армијата, контрола на се и се што, и се трансформират во салонска левица, нив им е неопходно да добијат гума за спасување. Кислород да може да преживат. Тој кислород изминатите 20-25 години бе структурите на Сорос. Структурите на Сорос сушност на тие леви салонски партии денес требаше да им дадат одреден кислород или гума за спасување за да може да го преживаат целиот тој процес. Затоа беше направена таква симбиоза Сорос плюс тие структури да може да влијат на тие процеси. Тие процеси требаше да завршат со членство на тие држави во НАТО и во Европската унија. Во Република Македонија тој процес се подели некаде на два дела. Не можеше да воопшто да биде завршен. Знаете што е проблем на СДСМ? Денес да речем проблем на СДСМ. Што вие структурите на Сорос не можете да ги користите. Не можете да ги кооптирате во процесот кога треба да имате воздух за дишење и да се борите да дојдете на власт. Структурите на Сорос ви се неопходни кога ќе сте на чекор пред да освоите власта. Кога ќе бидете на чекор пред да освоите власта, тогаш сами ви доаѓаат тие структури на Сорос. Ви се наметнуваат и тоа што некаде пред 20-25 години го кажуваше вице-премиерката Радмила Кипријанова, дека Деја на Василто Пурковски е главата, а ВМРО-ДПМН е телото на таа коалиција и дека главата треба да го командува телото и брзо се растури таа коалиција, токму поради во наводници таа навреда дека ВМРО-ДПМН нема глава, нема мозок, туку мора да биде демократска алтернатива на Василто Пурковски, главата и мозокот кој ќе ја влече напред таа партија. Значи, овие структури на Сорос, за да може да победите на избори, мора да ги кооптирате во самиот финиш на тој процес, кога сте само на чекор или на получекор да победите на избори. Ако нив ги вклучите, како што СДСМ сега го прави, во самиот зачеток на процесот на доаѓање на власт кој треба да заврши по 5 или по 10 години, те се конфликтни структури. Тоа се структури кои тешко, знаете, како вода и масло, дали е маслиново, дали е некакво, не знам, сончогледово масло, вие тешко може да ги измешате тие работи. Тие секогаш мора да пливат над површината. Со своите ставови, со своите тези, со своите стратегии како тоа треба да се направи, тие ви представуваат проблем како вие да се наметните на политичката сцена. Затоа неопходно вие да ги ангажирате на самиот финиш пред да станете или пред да дојдете на власт. Во таква една ситуација во Република Македонија, СДСМ сега не може да го носи, не може да го поднеси товарот и теретот на овие Соросови структури.
Тоа и самите тие го гледат, и сега веќе не играт на карта на Венков Липче, тоа што ви го објаснав во претходната вонредна политичка анализа, туку ќе се залепат целосно за структурата на ДУИ. Во оној момент кој ќе имате една командантска структура или политичко крило на УЧК, плюс Соросова структура која сега бара прибежиште тука на Балканскиот полуостров, бара прибежиште на територијата на Европа, на Европската унија, во оној момент за да избегне конфронтацијата на територијата на Соединетите американски држави, бидејќи пресилен е се уште Доналд Трамп, ќе го трошат чекор по чекор, и во моментот кога ќе го потрошат, тогаш и тамо ќе влезат во една директна конфронтација со структурите на Доналд Трамп. Значи сега ќе имат одредена симбиоза на Соросови структури и структури на УЧК. И тоа ќе биде форма на некоја шарена револуција, и тоа звецкање со оружје на Али Ахмети, кој едва и се спаси да не го следи моделот или сценарието на Хашим Тачи во Косово, ќе биде одреден мејнстрим политички ракопис во наредните години во Република Македонија. Христијан Мицковски во една таква конфронтација ќе има две можности: да ја радикализира конфронтацијата до крајна граница и да направи Берлински зид за барањата на ДУИ на Али Ахмети, или да се прилагоди на барањата на ДУИ на Али Ахмети. Знаете, вие не знаете што е полошо или што е подобро. Да го имате Али Ахмети надвор од власта или да го имате Али Ахмети внатре во власта. Ако ВМРО ДПМН тоа го помина во мандат на Никола Груевски 2008 година, 2007-2008 година преговори кои завршија со Мајскиот договор, победникот да коалицира со победникот, ако Христијан Мицковски, кој го нема капацитетот да ги контролира процесите како што тоа се правеше во време на Сашо Мјалков и на Никола Груевски, попушти пред барањата на ДУИ, тога знаете, можеби ВМРО ДПМН прв пат овие 35 години ќе трпи драматична политичка штета од заедничко коалицирање со ДУИ. Во изминатите 34-35 години СДСМ беше партија која трпеше штети од коалицирање со ДУИ, а ВМРО и ДПМН и ДУИ наоѓаа некој заеднички модел, како и двете партии да расагледате. Тоа беше до пред појавата на таа конгломерат влада на Никола Груевски Али Ахмети 2008 година, беше незамисливо на политичката сцена во Република Македонија. Во исто време да расте рейтингот и на албанската и на македонската партија кои се составен дел на владата на Република Македонија. И искуството на СДСМ, и искуството на ВМРО со ДПА, и искуството на ПДП, првата партија на албанската политика и најмокна партија на албанската политичка сцена пред појавата на ДУИ, покажува дека ако расте СДСМ паѓа ПДП или ако расте ДПА паѓа ВМРО ДПМН или обратно, во мандат на Груевски на Али Ахмети се најде модел кај што во исто време растеше и ДУИ, растеше и ВМРО ДПМН, на штета на драматична конфликтност во македонското општество. Сега ВМРО ДПМН во мандат на Христијан Мицковски е нешто поразлично од ВМРО во мандат на Никола Груевски, но исто така поразлично од мандат на СДСМ во време на Бранко Црненковски, така што ќе биде интересно да се види во кој правец ќе одат тие политички разврски. Ако анализираме одредени опозицијски медиуми, опозицијски портали, нема потреба, нели, да кажем имења, секогаш кога можам избегнувам да кажам имења на колеги и имења на медиуми, бидејќи мислам дека тоа е правилен став. Кога ќе анализирате нивните во наводници ексклузивни теми, ексклузивни информации, ексклузивни во наводници интервјуи или изјави, тога сваќате дека СДСМ нема капацитет да учествува со тој ексклузивитет во работењето на тие медиуми. Дека ако СДСМ нема капацитет да учествува со ексклузивитет во нивното работење, мора некој да го пополнува тој простор. Тоа може да е Сорос и може да е ДУИ. Бидејќи ДУИ во изминатите 20-22 години формираше држава во држава и се уште користејќи таа држава во држава може да црпи или да цица одредени информации што се случува во власта, што се случува во министерството и така натаму и така натаму. Во исто време разведен аналитички апарат и тој аналитички апарат или пиар апарат на ДУИ може да парира на пиар апаратот и аналитичкиот апарат на ВМРО ДПМН. СДСМ не успеа да изгради таков модел ни во мандат на Бранко Црненковски, ни во мандат на Радмила Чекаринска, на Владо Бучковски, на Зоран Заев или Димитар Ковачевски, но тоа успеа да го направи ДУИ. Така што сега таа симбиоза на Сорос и на ДУИ може би во наводница да биде добитна комбинација да се спротивстави на ВМРО ДПМН. Зошто Сорос му е неопходен на ДУИ? Може би поради Алса телевизија, може би поради некои други медиуми кои не се под контрола на ДУИ, може би на ДУИ им треба простор да може да имат некоја пенетрација во медиумите и со помош на таа медиумска логистика да имат многу подобар однос
во спротивставувањето или во политичкото конфронтирање со ВМРО-ДПМН или со Влен или со Вреди, така што таа комбинација на Сорос и на Дуи е нешто што е изгледно на политичката сцена. И тоа нешто што е изгледно на политичката сцена ќе се спротивстави на ВМРО-ДПМН. Дали како опозиција, дали како дел на власта. Знаете, ќе видиме како Христо Ницковски ќе може да одговори или да реагира не на таква политичка разврска. Овие изминати 25 или 30 години, 5 премиери од редовите на СДСМ беа потрошени во коалицирање со Дуи на Али Ахмети и Бранко Црвенковски, кој мораше на половина да го прекине мандатот 2004 година. Владо Бучковски, Хари Костов конфликтот со Агром Буџаков. Владо Бучковски беше министер за одбрана кога со хеликоптер го ваде од Струга после територијалната организација на Република Македонија. Зоран Заев, кој не сакаше да направи коалиција со Дуи, мораше да направи коалиција со Дуи после изборите на 11 декември 2016 година, после изборите на 5 јули, односно на 15 јули 2020 година, 2 или 3 недели го немаше никаде Зоран Заев, бидејќи тешко ја голташе реалноста дека мора повторно да коалицира со ПСЕО, Насер Зибери, Али Ахмети и структурите на Дуи, со кои се конфронтираше на избори на 15 јули. Тогаш битката не беше помеѓу Дуи и ВМРО-ДПМН, туку беше помеѓу СДСМ и структурите на Дуи. Димитар Ковачевски беше како мармелад намачка на лепче. Значи 5 премиери и лидери на СДСМ беа изџвакани, беа преџвакани поради коалицирање со Дуи. Како што претходно ви обяснив, и Никола Груевски и сега Христо Ницковски печелат не само поради коалицирање со Дуи, туку поради политичко конфронтирање со Дуи. Во опозиција кога се наоѓаат одредени политички партии, тога секогаш печелат кога на меѓуетничка основа ја водат својата маркетиншка и својата политичка доктрина, кога се во власта тогаш губат. Тоа се смени. Се смени ракописот, се смени наративот и сега ќе треба да анализираме, да видиме како во тој триаголник на Дуи, на ВМРО и на СДСМ ќе одат политичките разврски во Република Македонија. Триаголник на СДСМ, Дуи и ВМРО-ДПМН. Дуи и СДСМ имале неколку влади, Дуи и ВМРО-ДПМН имале исто така неколку влади. Ако ја исклучиме експертската влада Никола Клюсев, СДСМ и ВМРО имале само една политичка влада. Тоа била широката или големата влада во текот на војната 2001 година. Присуствував на еден телефонски разговор на поранешниот председател на Република Македонија Киро Глигоров и тогашниот лидер на СДСМ Бранко Црвенковски, тоа е некаде август 2001 година. Јас снимам со Киро Глигоров во Охрид и присуствувам на тој телефонски разговор каде што Киро Глигоров децидно му кажува на Бранко Црвенковски: Бранко, колку можеш побрзо излегува од влада со Лјупчо Георгиевски со ВМРО-ДПМН, бидејќи секој ден на ваше останување како СДСМ и твое како Бранко Црвенковски во влада со Лјупчо Георгиевски и со ВМРО-ДПМН го троши или го урони рейтингот на СДСМ. Што ќе рече дека во тој триаголник на меѓусебни влади СДСМ, ВМРО и Дуи, СДСМ е партијата која секогаш губи во една таква коалиција, без разлика дали е со Дуи или е со ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН печели во коалиција со СДСМ, ВМРО-ДПМН секогаш печели и во коалиција со Дуи. Дуи печели во коалиција со ВМРО-ДПМН, Дуи секогаш печели во коалиција со СДСМ. Единствено СДСМ губи и во коалиција со ВМРО-ДПМН и во коалиција со Дуи. На равучење, ако биде направена некоја заедничка влада, а како што сега стојат работите ВМРО-ДПМН и Христо Ницковски, ќе биде политичка капитулација ако коалицира со Дуи, и тоа всушност сака да го превенира Никола Груевски, да не биде триаголникот затворен со СДСМ на Венко Филипче или на Зоран Заев. Ако биде триаголникот затворен со Венко Филипче, СДСМ и со Зоран Заев, тогаш нема да дојде до таков конфликт, зошто Мицковски мора да прави коалиција со Дуи или со Али Ахмети. Плюс коалиција на СДСМ и на ВМРО-ДПМН му обезбедува мирно море на ВМРО-ДПМН да не мора да коалицира со Дуи. Така што многу поверојатно, тоа што ви објаснов пред една недела, ми е да биде направена некаква собраниска кровна конструкција која не мора да биде владина коалиција за решавање на проблемот со бугарите и уставните измени, а тоа да не биде преточено во класична политичка влада во која би учествувале СДСМ, ВМРО-ДПМН и Дуи. Но ако биде направена таква влада, тога за прв пат ќе биде интересно да се види кој ќе печели, кој ќе губи во една таква влада. И ајде да го анализираме тој нов или втор триаголник: Заев, Мицковски, Никола Груевски. И во односите или како ќе се развијат односите во тој триаголник ќе биде многу важно за политичките разврски во Република Македонија. Ако Зоран Заев ја слабее СДСМ и инвестира во засилување на позицијата на Христијан Мицковски, тогаш
Тој го прави Христијан Мицкоски да биде многу посилен од позицијата на Никола Груевски. Всушност Зоран Заев и неговите линкови во судството, посебно Врховниот суд на Република Македонија, мислам дека претстелката на Врховен суд е Беса Арифи, го спречија можното враќање на Никола Груевски назад во Република Македонија. Тоа беше лани или преклани во оние разговори ке Стево Пендаровски, значи пред изборите 2024 година. Ако Никола Груевски се вратеше назад во Република Македонија, тогаш ке се намалеше силата и моќта на тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски, значи се враќа Никола Груевски, се намалува моќта на Христијан Мицкоски и расте моќта на СДСМ, има поголем коалицијски потенцијал. СДСМ на Димитар Ковачевски или СДСМ на Миле Зечевиќ. Зоран Заев одбира не да ја јакне СДСМ, туку да го јакне Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН. На ланските парламентарни избори, структури на СДСМ во одредени градови на Република Македонија, дали само иницијативно, дали стимулирано, гласеа за ВМРО ДПМН. Некои гласеа поради револт од политиката на СДСМ, некои па беа стимулирани да гласаат да се направат промени во врвот на СДСМ. Иако има одредени шпекулирања дека кога Димитар Ковачевски доаѓа на чело на СДСМ, има договор со Зоран Заев дека во рок од 2 години ќе се повлече од таа позиција и ќе ме врати партијата назад на Зоран Заев. Значи во тој триаголник Зоран Заев одлучува да го јакне Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски да биде посилен од Никола Груевски и кога Христијан Мицкоски е посилен, ќе биде стабилно и живењето и политичкото функционирање и на Венко Филипче и на Зоран Заев. Прашањето е до кој степен вие можете и треба да го јакнете Христијан Мицкоски, бидејќи во еден момент јакнејќи го Христијан Мицкоски, тоа го правите на сила или го правите на штета на СДСМ. Колку јакне ВМРО ДПМН и се крева Христијан Мицкоски, паѓа СДСМ и паѓа Венко Филипче. Во еден временски момент, во еден временски период, СДСМ ќе стане толку слаб, што нема да му користи на Христијан Мицкоски. Христијан Мицкоски ќе нема потреба од таков слаб СДСМ, таков слаб Венко Филипче и таков слаб Зоран Заев. Во такви услови, ако политиката или улогата на Никола Груевски е се уште доволно силна, Христијан Мицкоски ќе му биде многу поважно да има добра комуникација со Никола Груевски во споредба со добра комуникација со Зоран Заев. За да му се додвори на Никола Груевски, тој ќе ги апси Венко Филипче и Зоран Заев. Гледате, кога вие имате таков триаголник, тогаш од умешноста на Зоран Заев зависи дали и како ќе ги захефта тие односи со Христијан Мицкоски, бидејќи ако доволно го направи силен и моќен Христијан Мицкоски нема да има потреба од Зоран Заев. Но Христијан Мицкоски ќе има потреба од Никола Груевски, бидејќи имате една силна структура и тоа ќе го видиме на изборите во Карпош, ќе видиме на други места на изборите во Република Македонија, каде што структурите на Никола Груевски всушност и надвор партијски му покажат на Христијан Мицкоски колку може да бидат силни ако му се спротистават на политичката сцена. Во тој момент вие доаѓате до една точка. Бизниси и разузнавачки или компрометирачки материјали. Вие имате триаголник кој е политички. И на тоа политичко ниво ние гледаме како ги пеглат односите. Ако се инвестира во Мицкоски, паѓа Филипче или паѓа Заев, можеби да се крева Груевски или обратно, и тука се захефтуваат. Или се прави некаква рамнотежа на односите. Некој може да биде жртва, некој може да биде добитник и така натаму и така натаму. Но имате второ и трето ниво, а тоа е ниво на бизниси и ниво на компромати или на компрометирачки материјали. Овие 3-4 семејства, едни со други, располагат и со материјали за уцена и со материјали за бизнис. Во овој временски моменту, мене се ми се чини дека бизнисите на Мицкоски на Зоран Заев врват многу подобро од бизнисите на Мицкоски со Сашо Мелков и со Никола Груевски. Имате трето ниво, тоа е моќ, капацитет за оценување. И тоа што постојано ви кажам, не можете една структура која владеела со власта, со државата, со ВМРО ДПМН, и тоа е период кој се нарекува заробена држава, да прислушкува 20-25 илјади луѓе во Република Македонија, да дозволат како нивна замена на чело на ВМРО ДПМН на дој човек кој тие не може да го контролират, да не речам не може да го оценуваат. И не може Зоран Заев да се пушти низ вода СДСМ и да инвестира во човек кој не може да го оценува или да го компрометира со денени материјали. Плюс го имате Мицкоски, кој сега премиер на владата, кој исто така располага со АНБ, Агенција за разузнавање, полициски капацитети и така натаму, кој нема да се опреми со доволна информација да може да парира на овие операции на Заев, на Груевски или на Сашо Мелков. Така што вие доаѓате, ќе дојдете
ако не за пола година, за една година, во одредена точка, која тоа ќе експлодира. Која нема да може тоа да го контролират едните, вторите и третите, и тоа ќе биде пржено, тој ќе мора да направат нова равнотежа. Тоа што треба постојано да се повторувате. Само во споредба со Зоран Заев и со Али Ахмети, Христијан Мицковски не е потрошен политичар. И дека само во споредба со Зоран Заев и со Али Ахмети, тој може да се во наводници продаде пред македонската јавност како модерен, свеж политичар, кој е оптимално решение за Република Македонија. Гледате, Република Македонија, која во еден период од 10, 15 или 20 години, влегуваше од тензија во тензија, од тензија во тензија, од прегласни политичари или политичари кои прават се и се што Бранко Царенковски, Радмила Шекеринска, Зоран Заев, Никола Груевски, може би им требаше некоја верзија македонска на Андреј Пленковиќ. Мирен политичар, кој никој не го сака, а гласа за него тој е Христијан Мицковски, тој има рок на траење. Тој рок на траење во Хрватска е малку подолг, во Република Македонија мислам дека ќе биде многу пократок. Сетете се како беше на ланските парламентарни избори. Митинг на Дуи во центарот на Скопје, закана до ВМРО ДПМН до Христијан Мицковски, оние изјави воинствени на Али Ахмети, плюс оние навредувачки изјави, бисквити, неполитанки, колку треба да јади Христијан Мицковски за да го стигне големиот Али Ахмети, и расте рейтингот на Мицковски на ВМРО ДПМН, расте на рейтингот на Дуи, на сметка на паѓање на рейтингот на СДСМ и паѓање на рейтингот на Блен или на Вреди коалицијата. Па се појавува, значи говорам пред ланските парламентарни избори, со писмо Зоран Заев, каде што ги повикува своите незадоволни со партии, се сепак да гласа за другарот Димитар Ковачевски. И имате реприза ова година. Али Ахмети Звецка со изјави, Звецка со оружје, го јакне, го крева рейтингот на Христијан Мицковски, и вчера ви се јавува Зоран Заев, после повеќе месечно молчење, патување Дубај, Кореј, Сингапур и така натаму, и му реплицира на изјава на Христијан Мицковски за куферчиња со пари кои ги добил од Бојко Борисов за да направи таков договор за добро соседство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Внимавајте, нема куферч од Ципрас кој му е дадено на Зоран Заев, бидејќи тамо е НАТО, тамо се американците и тие го прифаќаат таа реалност, нели? Името Северна Македонија, меѓутоа проблем е преговорите со Бугарија, уставните измени во Република Македонија. И сега имате и Зоран Заев и Али Ахмети, кои со своето појавување и со своите изјави го јакнат рейтингот на Христијан Мицковски на ВМРО ДПМН. Па тоа го сака ВМРО ДПМН, тоа го сака Мицковски да има кислород од Ахмети, кислород од Зоран Заев, за да може да не одговара за Даниела Арсовска, да не одговара за лошата локална власт изминатите 4 години, туку да разговара за големи теми. Ја брани Македонија од клетите албанци, или за разлика од Зоран Заев, кој добивал куферчиња од Бојко Борисов, тој нема да добие куферчиња од Бојко Борисов. И во еден таков триаголник, гледате, сите инвестираат во нешто. Заев инвестира во Мицковски, никој не разговара за СДСМ, Дуј инвестира, односно Али Ахмети инвестира во Дуј и инвестира во Мицковски, и во тој триаголник ќе бидат политичките разврски во Република Македонија. Во четврток или во петок ќе име нова вонредна политичка анализа на тема дали македонците треба да гласат за Бојар Османи и дали жена може да го наследи Али Ахмети на чело на Дуј. Се гледаме во четврток или петок и недела со нова анализа. До тогаш пријатна вечер Македонија, каде да си.